Денеска сме во изборна единица 3, започнуваме од Кочани, продолжуваме понатаму во Чешиново, Блешево, потоа во Зрновци, од Зрновци во Виници и повторно се враќаме вечерва на мини средба со граѓаните овдека во Кочани. Од она кое што досега го разговарав со жителите на Кочани, можам да кажам дека ниту овде во Кочани не останала незабележана во негативна смисла трогодишната пандемија предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Тешко се живее, машно се живее, лоша економска, социјална, па и здравствена ситуација и овде во Кочани. Луѓето ги чувствуваат последиците. Така што ценам дека сето она кое што е секојдневие на секаде во Македонија не го заобиколило ниту пак Кочани. Затоа ВМРО-ДПМН и победничката коалиција за обнова на Македонија ќе се обиде во овој предизборен караван да ја представи својата програма, да ги представи политиките, проектите, плановите кои што во следниот 4-годишен мандат планира да ги спроведе ширум целата држава. Се разбира овдека во Кочани и Кочанско можеби некако најмногу доминира интересот поврзан со земјоделието, редовната исплата на субвенциите, навремениот откупот по прифатлива цена за земјоделците, да се плати на време и да се плати онака како што треба маката и трудот на земјоделецот, на честитиот и чесен земјоделец. Она кое што ВМРО-ДПМН го планира во програмата се минимум 640 милиони евра субвенции за земјоделците во еден 4-годишен мандат, обновување на водоводната инфраструктура во делот на наводнувањето на земјоделските насади. Голем дел од проектите кои што ги планира ВМРО-ДПМН вечерва ќе бидат представени овдека во Кочани. Вие знаете дека ние внимателно го создававме, а во вторникот го ја промовиравме практично она наша читанка наречена проект Обнова, каде што има повеќе од 1000 проекти на 360 страни, учествуваа многу автори и од земја, но и од странство, луѓе кои што се блиски до ВМРО-ДПМН, луѓе кои што и не се партиски определени, но ете сакаа да додадат вредност на таа читанка. Така што ценам дека во овие преостанати, би рекол, нешто повеќе од 2 недели кампања, ВМРО-ДПМН и победничката коалиција за обнова на Македонија ќе може да се презентира достоинствено пред граѓаните ширум целата држава, така и денеска овдека во Кочани и Кочанско, и цениме дека ќе бидеме убедливи победници на изборите кои што ќе се случат на 15 јули. А ја користам оваа прилика да ги повикам и граѓаните овде во Кочани да излезат масовно, се разбира почитувајќи ги мерките за заштита на здравјето, да излезат масовно затоа што само така може да се порази оваа трогодишна пандемија предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. Останувајќи дома, за жал можеби ќе намалиме разликата помеѓу нас и губитничката коалиција може ме или може а, или уште многу има кованици од овој нивен слоган. Затоа ги повикувам кочанци да излезат, кочанчани, што е можно повеќе, масовно, на 15 јули и да ја поддржат победничката коалиција, коалицијата за обнова на Македонија. Само на прашање ваш коментар е за бомбата која излезе утрово, новата аудио бомба. Мислите на нелегално снимениот разговор. Тоа е еден разговор, се сечат и се монтираат парчења по потреба на СДСМ и Зоран Заев. Мисля дека тоа ќе помогне нешто во нивната кампања, во намалување на дебакалот кој што им следи. Јас тоа сум го кажал практично, што е и таму кажано, дека да, кога ја превземав ВМРО-ДПМН пред точно 30 месеци, партијата беше во незавидна финансиска ситуација, со блокиран имот од истата она судика Димишкова, која што е сестра на оној адвокат Димишков, кој што го слушавме како бара 6 милиони евра од познат бизнисмен за да биде ослободен од притвор. Да, во тој момент имавме сериозни потешкоти, нешто слично претпоставувам ќе ја затекнеме и државата после 15 јули, но и тогаш верував и сега верувам дека со сите тие предизвици ќе се справам. Останатиот дел од разговорот јас сум го коментирал и во минатото дека мора да има правда и право, но она вистинско според законите, а не онакво какво што му одговара на СДСМ и Зоран Заев, олицетворено во Луи Витонов винителството и трасусството. Деноје ќе се изнаслушаме се и се што, но она кое што за нас е важно е да практично останеме фокусирани на понудата, затоа што граѓаните во овие тешки моменти им е потребна надеж, визија и стратегија како понатаму. Не им се потребни вакви, би рекол, монтирани разговори, во случајот еден разговор
кој што Зоран Заев и СДСМ мисля дека ќе им донесе некаков поен, но ништо ново нема таму, тоа јас сум го повторил, ќе кажам уште еднашка многу пати во минатото, им благодарам еве што и они овозможија да уште еднашка се слушне целата вистина како беше кога ја превземавме ВМРО-ДПМН, но еве 30 месеци потоа, исто така ВМРО-ДПМН со блокирани имот со долгови, ние доаѓаме до предвремени парламентарни избори во кои што се бориме за 61 пратеник. Така што, ете, тоа е што имам да кажам за овој разговор. Господин Митковски, дали противењето на ВМРО-ДПМН за работата на СЈО значи спасување на Камчево? Не, ВМРО-ДПМН никогаш не се противело на работата на специјалното јавно обвинителство, но ВМРО-ДПМН истовремено и во минатото и сега ќе повторам, кога тоа беше оперативно, имаше сериозни индиции за злоупотреба и политичко влијание, што потоа се потврди преку оној Луи Витон куферче, преку оние разговори кои што минатото лето јавноста можеше да го види, а всушност и се потврдува на секојдневна основа. Гледате дека еден од осудените сега во случајот Рекет пред некој ден доби смртни закани, кои што практично неговиот адвокат ги пренесе на македонската јавност да молчи и да не кажува многу. Јас навистина би сакал да знам што толку ги вознемири властодржците да на така брутален начин се однесуваат кон нивните поранешни другари, партнери и пријатели. Она кое што ние го знаеме, а се шушка гласно во куларите во обвинителството, е дека Бојан Јовановски поднел неколку десетици кривични пријави против највисокото раководство на СДСМ и многумина видни членови и луѓе кои што се дел од раководството на СДСМ за злоупотреба, измама, криминал и корупција. И добре, јавноста и тоа да го знае, но нормално, нели? Обвинителството вакво какво што е, предводено од Вилма Русковска, тоа нема да го обелодени. Така што ВМРО-ДПМН било и останува за безусловна правда и ВМРО-ДПМН ќе се бори за право и правдина безусловна и почитување на законите и устава за разлика од нашиот политички противник. Се извинувам, Лазар Димитров, телевизија Кочани. Кочани 4 години е без капитални инвестиции. Дали доколку дојдете на власт очекувате дека и планирате да се мрдне од таа, би рекол, од тоа мртвилово делот на инвестиции? Да, тоа е и дел од нашата програма која што ќе биде презентирана овдека вечерва на нашиот собир, мини собир со граѓаните. Точно, вие сте во право, Кочани е некако на маргините практично на интересот на властодржците, на ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Буквално не е поместено ништо, единствено нешто што е направено е буквално негативно, а тоа е чекор наназад од она кое што тие го наследија во 2016-2017 година. Јас не очекував ништо, ги нема ниту Google, ги нема ниту Facebook, го нема ниту оној помалку шератски најавен автомобилски гигант, се сеќавате, алудирајќи тогаш во владата Зоран Заев на Volkswagen, ниту пак ќе ги има со овие луѓе. Затоа што овие луѓе единствено нешто што ги интересира е колку повеќе куферчиња Луи Витон да залегнат во еден ресторан во југоисточна Македонија, колку повеќе траст ослободителни судски пресуди во нивна полза, колку повеќе политики водени по принципот евро за батето, евро за црквата. И јас навистина не можам да очекувам ама ништо повеќе од овие луѓе. Она кое што тие го говореа изминатиот период е дека ВМРО-ДПМН нема програма. Еве, ние имаме програма на 360 страни, содржана е на стратегија за економски развој, вклучително и економски брз развој на Кочани, реализација на капиталните инвестиции, но ние еве денеска сме веќе четврти ден во кампања, ние се уште не успеавме да ја видиме програмата на СДСМ. Ќе ни помине уште една кампања без програма на СДСМ. Така што ете, тоа е она кое што можам да го кажам, а да, јас се обврзувам за интензивна и рапидна реализација на капиталните инвестиции ширум целата држава, вклучително и овдека во Кочани и Кочанско. Еве, ќе ги потсетам и кочанчани, луѓето кои што се жители на овој крај, уште во 2017 година беа обезбедени средствата, беше обезбедени проектот и изведувачот за реализација на експресниот пат Штип Кочани, но за жал еве до ден денеска 3 години потоа буквално ништо не се случува таму. Така што не очекувајте подароци квалитетни од луѓето кои што ја ставаат раката на срцето, се колнат во жицата и најмилото, а потоа не ја говорат вистината.